Сите 11 општини од источниот регион со доверителите преговараат колкав дел од долгот да им вратат. Овие преговори се склучуваат откако владата одлучи на општините да им покрие половина од досегашните акумулирани долгови, кои вкупно изнесуваат околу 400 милиони денари или 65 милиони евра. Така е, моменталниот долг на кој што го пријавивме во Министерство за финансии беше 39 милиони денари, од кои што ни се одобрени 51% или некаде околу 20 милиони денари. Општина Виница од овие 20 милиони денари може да користи 19 милиони денари, додека останатиот милион денари ќе користат единките корисници или училиштата кои што пријавија долг. По распишаниот јавен повик се имат пријавено 12 доверители кои што општина Виница им должи. Ние ќе склучиме договор со сите тие фирми. Ние затековме одредени долгови кои што не беа многу големи во однос на споредбено со некои други општини, но како и да е, и тој долг кој што го имаме и кој што го затекнавме, ние во текот на оваа година и веќе го сервисиравме. Така што во делот на структурата на долговите на нашите основни средни училишта и на општината, речи си да немаме долгови, се јасни и тие се пропишени со закон кој што е донесен, а тоа е дека ќе имаат предност оние кои што ќе се откажат од каматите и во делно намалување на долгот со одреден процент. По кои критериуми општините ќе одлучуваат колков процент на доверителите ќе им биде платен и ќе има ли доверители со приоритет? Сепак, општините на овој начин решаваат само половина од проблемот со долговите. Прашањето е како и на кој начин општините ќе ги отплаќаат останатите 50% од долговите. Јас можам да кажам дека за една година ние како општина вративме 15 милиони денари долг, така да останатите 19 или 20 милиони денари колку што останува, се надевам дека во текот на 2019 и 2020 година ќе ги раздолжиме. Јас наскоро ќе имам и појасна слика колкав е долгот, верувам дека кај нас ќе биде многу мал, речиси еднаков на нула. Инаку, заклучно со септември, долговите на општините од регионот изгледаат вака. Пробиштип 72,7 милиони денари, Пехчево 62,4 милиони денари, Делчево 57,3 милиони денари, Берово 47,8 милиони денари, Кочани 40,5 милиони денари, Виница 39,2 милиони денари, Карвинци 17,1 милион денари, Чешиново Облешево 16,4 милиони денари, Штип 8,3 милиони денари, Зрновци 7,5 милиони денари и Македонска Каменица 3,9 милиони денари.